На 10 август 2001 година со воено товарно возило на патот кон местноста Љуботенски Бачила при активирање мина, животот го загубија 8 припадници на резервниот состав на армијата. Томе Бадаровски, Гоце Чанкуловски, Бранко Јанев, Томислав Настевски, Маријанчо Бошковски, Ивица Златевски, Томе Димовски и Раде Јанковски. Денес се одбележува 25 годишнината од трагичниот настан од 2001 година. Централниот комеморативен настан се одржа пред споменикот во селото Волково, каде што градоначалникот Александар Стојковски истакна дека овој датум представува траен символ на почит кон македонските херои. Нашите бранители тоа најдобро го покажа, со борба и со жртва што ги вброи меѓу бесмртните херои на Македонија. Со особена почит им се заблагодарувам на сите поранешни и сегачни припадници на армијата на Република Македонија и сите чувари на слободата и суверенитетот, кои со својата посветеност и професионалност се достојни продолжувачи на делото и вредностите за кои нашите бранители во 2001 година ги положија своите животи. Министерот за одбрана Владо Мисајловски преку својот Facebook профил упати порака по повод годишнината од загинувањето на 8 мина припадници на резервниот состав на армијата кај местноста Љуботенски Бачила. Пред 25 години кај местноста Љуботенски Бачила тие храбро го положиат својот живот за татковината. Нивната храброст и пожртвуваност се траен аманет за идните генерации. Нека нивните имиња се споменуваат со гордост, а нивното дело нека биде вечен потсетник за нивната храброст и љубов кон татковината. Вечна слава на македонските херои. Нападот кај Љуботенски Бачила се случи во критичен период од воениот конфликт во 2001 година, кога тензиите меѓу безбедносните сили во оружената формација ОНА беа на највисоко ниво. Веднаш по експлозијата на военото возило која се случи во раните утрински часови, започна повеќе наменска престрелка меѓу силите на армијата и борците на ОНА, во која беа ангажирани и воени хеликоптери Ми-24.